Најпрво да истакнам дека тоа не е така, како што е излагањето на министерката. Значи, прво тоа не е вистина дека ние партиски делуваме. И јас си во моето обраќање во Скопје пред пензионерите реков дека партии мене не ме интересират, ниту партиски делувам, дека мојот джеп е празен и сакам да се наполни. Веднаш ќе ви кажам дека сум разочаран од министерката, од нејзиното објаснување и излагање и мислам дека таа нема намера да се зафати за решавањето на нашите проблеми. Меѓутоа, ние не отстапуваме. Ние ќе продолжиме и понатаму и треба да ја биде јасно на министерката дека мораме да ги решиме овие проблеми на пензионерите, бидејќи многу пати зборувам и кажувам, навистина тешко живееме. Ова е еден тежок живот сме, со минимални пензии, затоа мора да има разбирање. Меѓутоа, јас и бев на разговори со министерката, вчера не прими и тоа не прими, ќе кажам, кога на една пензионерка и се слоши на собирот, а имаме за жал и смртен случај, каде што и медиумите објавија дека еден наш пензионер е загинат во несреќа. Дали ние пензионерите треба вака да плаќаме за тоа што си бараме легитимно преку институциите? Како беше состанокот? Или некое уверување дека можно е да се задоволат вашите барања од онаа средба вчера? Министерот, како што се изјасни и што каже дека ќе ги разгледаме барањата, но не можеме линеарно покачување, законски немаме. Мојот став и моето излагање беше дека можеме, ако се смени законот за линеарно и за процентуално вреднување, значи тоа ќе се смени и може да се нов закон донеси и дека тоа може да се стори. Исто така е против 3500 денари покачување. Јас образложив дека пензионерите прескапи лекови плаќаме во аптеките, 50% партиципација да врши државата и секој пензионер да има право, тоа го кажав и во барањата, го повторувам сега, секој пратеник да има право 5 дена да оди на планина, во езеро или во бања. И јас мислам дека нашите пензионери тоа го заслужуваат. Многу години наназад сме давале за оваа држава, а сега државата треба да ни возвраќа. И само за крај, дали кои други мерки, односно кои чекори ќе ги превземете како иницијативен одбор или за протести? Планирате ли нови протести во иднина? Кои ќе бидат вашите понатамошни чекори во корелација секако со останатите здруженија, односно пензионери од другите градови? Да, ние сме во корелација со Скопје, со Виница, Кавадарци и сите градови од Македонија. Значи не отстапуваме од нашите барања. Јас во моето излагање пред сите присутни реков, вие ќе не молите да дојдеме да поразговараме и да ни ги решите проблемите. Значи, министерката малку нека се замисли, не може со ароганција да делува, а да не зборувам за председателката на Сдруженијето, не ни се обрати и не дојде на собирот кај што бевме илјадници, имаше пензионери. Значи тоа јас сум запрепастен и зачуден. Тоа не може да оди вака. Значи ние почнуваме, ние го кренавме гласот и министерката треба да знае дека не отстапуваме од нашите барања. Ако не ни ги удоволи барањата, ќе бараме смена на председателката на синдикатот, на Сдруженијето на пензионери и ќе бараме смена на министерката за труд и социјала. Тоа е легитимно право ние да си го бараме.